Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Избрани хадиси на чесниот пратеник на Исламот салаллаху алейхи веселем. Оваа книга ја подготвиле Фахрија Авдик и Васим Ахмад по повод прославата на 100-годишнината на светски раширената Ахмадија заедница. अजब नूरेस्त दर जाने मोहम्मद अजब लालेस्त दर काने मोहम्मद. Љубовта на Господарот. Хазрети Ебу Дерда разијалаху анху вели дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: една од довите на Давуд алейхи селам била: О мој Господару, од тебе ја барам твојата љубов и љубовта на оној кој тебе те сака и работа која ќе ме наведува кон љубовта кон тебе. Господару мој, љубовта кон тебе направи ја посилна од мене и од мојот живот и моите потомци и од водата ладна. Хазрети Енес разијалаху анху пренесува од пратеникот салаллаху алейхи веселем што рекол: кај кого ќе бидат три нешта, со помош на нив ќе ја пронеде сласта на иманот, Аллах и неговиот пратеник да му бидат помили од се друго, да го сака човекот само заради Аллах и да мрази да му се врати на неверувањето од како Аллах го избавил од него, исто како што мрази да биде фрлен во оган. Од Хазрети Ебу Хурейра разијалаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: кога верникот би знаел колкава е казната од Аллах, ниеден не би се надевал на дженнет, а да знае неверникот колкава е Аллаховата милост, ниеден не би изгубил надеж во дженнет. Хазрети Василе ибн ел Екса разијалаху анху пренесува од пратеникот салаллаху алейхи веселем: возвишениот Аллах вели: јас постапувам со своите робови според она што тие го мислат за мене, тие нека мислат што сакаат. Хазрети Ебу Хурейра разијалаху анху пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: возвишениот Аллах вели: јас постапувам со својот роб онака како што тој мисли за мене, јас сум со него кога ме спомнува, жими Аллах, тој толку се радува на покајанието на својот роб, повеќе отколку било кој од вас кога ќе ја најде камилата што ја изгубил во пустината. Аллах вели: кој запе да ми се доближи, јас нему му се доближувам за лакт. Кој мене ми се приближува за лакт, јас му се приближувам за цел фат. Кој чекури кон мене, јас кон него трчам. Хазрети Ебу Хурейра разијалаху анху вели дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: некој човек грешел кон себе, а кога му се приближила смртта, оставил аманет на своите деца велејки: кога ќе умрам, спалете ме, во пепел претворете ме, па фрлете ме во ветар во море. Жими Аллах, ако мојот Господар ме фати, сигурно ќе ме казни, како што никого не казнил. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: неговите синови направиле како им било речено, а Аллах и наредил на земјата. Исфрли го тоа што си го зела. Потоа тој станал и бил прашан: што те наведе да го направиш тоа? Тој рекол: стравот од тебе, Господару мој. Тогаш тој му простил. फिदा शुद दर रहश हर ज़र्राए मन के दीदम हुस्न. Чесниот Куран од Хазрети Осман ибн Афан разијалаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: најдобар помеѓу вас е оној кој го научил Куранот, а потоа другите ги поучува на него. Хазрети ибн Абас разијалаху анху пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол:
Оној кој не запаметил ниеден дел од Куранот е како струшена куќа. Хазрети Зеид ибн Еркам разијалаху анху пренесува: Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем еден ден стана да одржи ваз предавање. Му се заблагодари на Аллах, па откако го заврши вазот рече: Луѓе, јас сум човек, наскоро ќе ви дојде пратеник од мојот Господар и јас ќе го напуштам овој свет. Ви оставам две големи работи. Првата е книгата на Аллах. Таму се упатствата и светлата. Земете ја и цврсто придржувајте и се. Така не наведе на Аллаховата книга. Потоа рече: Ви го оставам своето семејство и ве опоменувам да се плашите од Аллах кога постапувате со моето семејство. Плашете се од Аллах кога постапувате со моето семејство. Со страв од Аллах постапувајте со моето семејство. Пример за живот од Аллаховиот веровесник. Хазрети Абдула ибн Еби Ефа разијалаху анху вели дека пратеникот салаллаху алейхи веселем не гледал со презир и не одбивал да се дружи со вдовица и сиромав. Ги исполнувал нивните потреби. Хазрети Аиша разијалаху анху вели дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем никогаш не кренал рака ни на жена, ни на слуга, освен кога се борел на Аллаховиот пат. Никогаш не се осветил кога бил навредуван, освен ако не била навредена некоја Аллахова забрана. Тогаш се осветувал заради Аллах. Хазрети Ебу Сеид ел Худри разијалаху анху вели дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем пасел камили, обавувал домашни работи, поправал чевли и шиел облека, молзел овци, јадел со слугата и мелел со него жито, кога овој би се уморил. Не се срамел дома да ги носи потребните работи од пазар. Еднакво се ракувал и со богатиот и со сиромавиот. Прв кажувал селам, не одбивал ништо што му се нудело, па макар да било тоа и сува урма. И молеснувал на оние кои тешко работеле, бил со благ карактер, благороден, убаво се однесувал со луѓето, со ведро лице, насмеан, а не се смеел гласно, бил загрижен заради стравот од Бога, а не се лутел, бил понизен, ама не заради некоја слабост, бил милосрден, но без расфрлење, со меко срце, милостив кон секој муслиманин. Никогаш не јадел до ситост да пождригнува, нити пружал рака од лакомост. Хазрети Ебу Муса ел Ешари разијалаху анху пренесува дека Хазрети Аиша разијалаху анху покажала една горна и една долна наметка од груб материјал и рекла: Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем умре облечен во овие две парчиња облека. बेजोदर आलो आवाने मोहम्मद अला ए मुनकरज शाने मोहम्मद. Темелите на исламот. Хазрети Ибн Омер разијалаху анху вели дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: Темелите на исламот лежат на 5 начела: сведоштво дека нема друг бог освен Аллах и дека Мухамед е Аллаховиот пратеник, наклањање намаз, давање зекат, заминување на хаџ и постоење на Рамазан. Хазрети Омер ибн ел Хатаб разијалаху анху пренесува: Бевме кај Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем кога дојде некој човек во многу бела облека и многу црна коса. На него не се гледаше трага од патување, а никој од нас не го познаваше. Дојде до пратеникот салаллаху алейхи веселем и доближувајќи го своето колено до него, го праша: Мухамеде, што е тоа иман, верување? Тој рече: да веруваш во Аллах, во неговите мелеки, во неговите книги, неговите пратеници, во судниот ден и одреденото, и во добро и во лошо. Се пренесува од Хазрети Осман ибн Афан разијалаху анху дека еднаш барал сад со вода.
Прво од него 3 пати си ги измил рацете, потоа со десната рака ги измил устата и носот, потоа 3 пати го измил лицето и рацете до лактите. Тогаш со мокра рака поминал низ главата и 3 пати си ги измил нозете до глуждовите. Тогаш рекол дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем зборувал вака: кој ке земе абдест како јас сега и потоа клања 2 рекати, да не мисли на ништо друго, ке му се простат минатите гревови. Хазрети Ебу Хурейра разијаллаху анху пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: сакате ли да ви го кажам она со што Аллах ги бираше гревовите и го подкрива дереџето? Секако Аллахов пратенику рекле. Тој рекол: прописно да се зема абдест дури и безволно, да се оди до џамија дури оддалеку и после обавувањето на еден да се чека друг намаз. Ова се рибат, средства за да бидете спремни да ги чувате границите. Зборот рибат опфаќа широк круг на значење. Тој буквално значи географска граница, а метафорички се применува за било која духовна вредност. Во овој случај тој е употребен за институцијата обожување во исламот. Хазрети Ајша разијаллаху анху пренесува: Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем го почнувал намазот со текбир и учењето на Фатиха. Кога бил на руку, не ја исправал главата, ниту ја зафрлал, туку помеѓу тоа, кога би ја кренал главата од руку, не одел на сеќда, се додека потполно не се исправел, а кога ќе ја кренал главата од сеќда, не одел пак на сеќда, се додека мирно не седнел. На секои 2 реката читал по едно техијату, го подвивал испруженото стапало на левата нога, а десното не го подвивал. Забранувал да се седи како шејтан, со 2 стапала неподвиени. И забранувал лактите да се ставаат како што прават кучињата. Намазот го завршувал со селам. Хазрети Абдулах ибн Месуд разијаллаху анху вели: го прашав Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем кои дела му се најдраги на возвишениот Аллах, а тој ми рече: намаз на време. Го прашав: кои дела после тоа? И тој рече: доброчинство кон родителите. Тогаш го прашав: кои после тоа? Тој рече: џихад, борба на Аллаховиот пат. Хазрети Амр ибн Шуаиб разијаллаху анху пренесува од својот татко, а тој од дедо му, дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: наредувајте им на децата да клањаат кога ќе наполнат 7 години, а кога ќе наполнат 10 години, удирајте ги заради намазот и одвојте ги во постелата. Хазрети Фатима Зехра вели: кога Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем влегувал во џамија, кажувал: во името на Аллах, селам на Аллаховиот пратеник, Боже мој, прости ми ги гревовите и отвори ми ја вратата на својата милост. А кога би излегувал, зборувал: во името на Аллах, селам на Аллаховиот пратеник, Боже мој, прости ми ги гревовите и отвори ми ја вратата на својата добрина. Пост. Хазрети Ебу Хурейра разијаллаху анху пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол дека Аллах рекол: целиот човеков труд е за него, освен постот, тој е за мене и јас ќе бидам за тоа. Постот е штит. Кога некој од вас пости, да не зборува лошо и да не го крева гласот. Ако некој се кара со него, нека рече: јас постам, жими оној во чија рака е Мухамедовата душа. Здивот од устата на тој што пости му е подрак на Аллах од мирисот на мискот. Оној што пости има 2 радости. На ифтар е радосен, а кога ќе го сретне својот господар, ќе биде радосен за својот пост. Хазрети Ебу Хурейра разијаллаху анху вели дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: кој нема да ја напушти лагата и постапувањето по неа, ни неговото одрекување од јадењето и пиењето не му е потребно на Аллах. Хазрети Ајша разијаллаху анху пренесува дека пратеникот саллаллаху алейхи веселем седнал во итикаф
последните 10 дена од Рамазан се додека возвишениот Аллах не го зел кај себе, а после тоа таму седеле неговите жени. गर्ज़े गिलमाने मोहम्मद अजब नूरेस्त दर जाने मोहम्मद अजब लालेस्त दर काने मोहम्मद अजब नूरेस्त दर जाने मोहम्मद अजब लालेस्त दर काने मोहम्मद. Денес го завршивме вториот дел од книгата Избрани хадиси на чесниот пратеник на Исламот салаллаху алейхи веселем. Еселаму алейкум.